за нас, за сите кои што сме дел од овој парламент, срамота е за владата, срамота е за тие кои што учествуваат во оваа влада да викаат дека нема пари за вакви насушни потреби. Срамота од сиот свет, а посебно срамота за лабуништани кои што им даваат подршка на вакви луѓе кои што не се ни потрудиле да го решат ова прашање. Нека размислат сите граѓани на Лабуништа. Тие го имаат последниот збор кога одат на избори. Тие го имаат. Во моментот, во секундот кога заокружуваат за кого заокружуваат, тие треба да размислат што овие луѓе кои што ги заокружуваат во изминативе години кажале, освен тоа дека не треба да има општина Лабуништа, освен тоа дека нема способни луѓе во општина во населеното место и во овие 4 населени места кои што ја сочинува општина Лабуништа да ја водат општината. Има, меѓутоа тие треба да ги знаат своите приоритети, овие граѓани треба да знаат кои луѓе ќе се борат за нивните приоритети на следни избори и понатака секогаш. Тие кои што ќе го стават нивните потреби, нивните прашања на прво место во нивната агенда, тие треба да бидат избирани. Не јас, не овај, не онај, никој кои што мислат и можат да посветат внимание на потребите од овие граѓани. Затоа апелирам и сега уште еднаш до ова парламентарно мнозинство, до членовите на оваа комисија да пробаат да го поддржат овој амандман, бидејќи станува збор за вода за пиење. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, го затворам претресот по амандманот и амандманот го оставам на гласање и ве повикувам да гласаме кој е за. 5 пратеници гласаа за, кој е против? 7 пратеници гласаа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен. Отварам претрес по амандманот под архивски број низ 216, поднесен од пратениците Рејхан Дурмиши, Фијат Сановски и Мевмет Џемайловски. Амандманот ќе го образложи колегата Рејхан Дурмиши, повелете. Благодарам, господин председавач. Значи, со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 3 милиони денари за изградба на канализациона мрежа во селото Џепиште, општина Дебар. Значи, овој амандман го поднесовме и во тесна соработка и со општината. За овој амандман, значи, не е случајно вака поднесен, има и конкретен проект кој што е приоритетен за оваа општина и за ова населено место. Општината го има поднесено до сите институции, во моментов за жал нема своји материјални средства да го реализира. Значи, целосната документација е подготвена и се надевам дека заменик министерот ќе го прифати. Благодарам. Благодарам, го молам заменикот министер за финансии се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Не го прифаќа амандманот, дали некој друг бара збор, колегата Мевмет Џемайловски, повелете. Благодарам, господине заменик председател. И овој амандман е еден од амандманите кои што се упатени, односно се предложени до владата на Република Македонија за обезбедување на средства за вакви инфраструктурни проекти кои што се од витално значење за овие населени места. Населеното место Џепиште е на средината некаде на патниот правец, на патот измеѓу Струга и Дебар, и тоа е точно на брегот на Дебарското езеро, односно регионот во кој што треба навистина да се заштити околината, да се заштити средината, и затоа бараме да се обезбедат овие средства за да може да се изгради фекална канализација која што на крајот ќе има пречистителна станица и ќе обезбедиме нормално заштита и на Дебарско езеро, а и подобра живеачка на граѓаните од ова населено место. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг колегата Мевмет Џемайловски, повелете. Благодарам, господин заменик председател. Почитувани колеги и пратеници, господин заменик министер, вие го одбивте амандманот. Колешката Карапетрова рече дека бил објавен тендер за... Не, добро. И се извинувам, не. Колешката... Говорете си вие, колега Мевмет Џемайловски, колеги пратеници. Јас сакам да... Колешке Карапетро, имате право да се пријавите за реплика. Значи, јас сакам да дискутирам по амандманот. Ве молам да го слушаме колегата Мевмет Џемайловски. Ве молам. Сакам да дискутирам по амандманот и ве молам, ако сакате да ја фокусираме дискусијава таму кај што му е местото.
Денеска разговараме за овој амандман и вие, госпоđо, рековте дека бил објавен или ќе бил објавен, ќе биде објавен тендер. Што мислите законски, ако биде објавен тендер, колку време треба за да се законски избере изведувач? Таа процедурата, колку е таа процедура за да се избере изведувачот и кога ова ќе се гради таман да се објави тендер? Ако не се употребиле средствата од буџетот од 2013 година, кои што биле прифатени од владата и биле дел од буџетот, ако сега велиме ќе биде објавен тендер, ќе биде изградбата наредната година, 2014. Со кои средства завршува Законот за буџет за 2013? А сега го одбивате нашиот нов амандман за 2014. Од кои средства ќе му платите? Како? Од кој буџет? Од 2013 или од 2014? Или од никаде? Значи не смее да се лажиме, стварно, навистина смешно е ова што зборувате и само политика правиме, само си играме со чувствата на граѓаните, со потребата на граѓаните. Видите, во Ростуше, во населеното место Ростуше, господјо, цевководот е од азбестни цевки. Знаете што значи тоа во денешно време? Цевки од кои што може да се предизвика канцерогени заболувања, кои што водата преку кои што тече преку тие цевки доаѓа до славината на граѓаните и на нив им дозволуваме да пијат од таа вода. Срамота ужасно е и се уште да го браниме тоа. Како? Дали е можно тоа уште се да кажеме лаги ќе биде или не ќе биде објавен тендер? Ајде го кршиме законот во делот на реализација на буџетот за 2013 година. Сега зошто уште ги лажиме граѓаните дека ќе биде објавен тендер? Од кои пари ќе биде ако сега не влезе во буџетот повторно? Ева, се направило пропуст. Као што рече колегата Стојко Пауновски, рече дека парите биле потрошени за носење на гласачите, за локалните избори и се потрошиле, не е проблем. Може да се потроши, се направило превид. Ама сега дајте да обезбедиме средства за 2014 година. Зошто сега политиканство, зошто сега постојано сега треба да го браниме некој што греши? Ако била грешка, треба да се исправи, еве можност, даваме предлог нов амандман. Но ако е намера само да се манипулираат граѓаните, со тоа што се прифатил тој амандман минатата година, за во буџетот за 2013 година, навистина не треба и сега повторно да ги манипулираме истите граѓани, сега да зборуваме ветер во магла. Колку и да се луѓето честни, мирни, коректни, овие работи ги знаат луѓето. Не треба да правиме само политики, а сега во овој момент да ги доведуваме во безизлезна ситуација граѓаните во кои што патем да споменам дека вие имате, ВМРО има и локалната власт. Имате градоначалник. Па ајде помогнете му. Тој е од редовите на истите граѓани. Ајде заедно помогнете му. Еве ние даваме конкретни предлози. Како да им помогнеме? Предлози, амандмани за патишта, за води, за канализации, за основни средства за екзистенција, за основни инфраструктурни проекти со кои што треба луѓето да живеат. Се соочуваат секојдневно. Ќе доведуваме безбедноста на тие граѓани по патиштата, ви реков, пренесувавме амандмани за заштитни мрежи на патиштата, за кои што навистина не се соочувате со такви проблеми, меѓутоа овие секојдневно се соочуваат. Ама сега и уште да им даваме канцерогени води да пијат. Знаете кои се последици можат да настанат од тие цевки. Треба навистина да се фокусираме на она што е задача наша. Треба и ред е еднаш да размислуваме за тие што не испратиле тука. Ред е. Веќе трета година расправаме за буџети, ни еден амандман да не бил прифатен. И еден тој што го прифативте, и тој да не биде реализиран. Има ли смисла? Или има ли смисла? Има ли правец некаде во кој што води оваа држава? Во кој правец оди? Нема смисла, навистина нема смисла да се расправаме за вакви работи и сега да политиканства да ги браниме ова или она. Не, треба да се брани законот, треба да се брани редот, треба да се брани уставот. Треба да се бранат интересите на граѓаните, тие што не довеле овде во ова место, овде да расправаме во оваа топла сала. А тие работат кој знае каде по патишта по скилиња, по странство, по надворешни држави, да донесат овде пари, ние да живееме овдека. И да играме циркус со нив, со нивните чувства, со нивните потреби.
Срамота. Благодарам. Благодарам. Следен за дискусија.